време за вестите. Државниот инспекторат за локална самоуправа донесе одлука да ги запре решенијата за организирање локални референдуми во општините за мигрантите на денот на локалните избори и да поведе постапка пред Уставниот суд за утврдување на законитоста. Како што информира Државниот инспекторат за локална самоуправа Рахи Муслиу, решение досега е донесено за 12 општини кои доставиле до инспекторатот извештај од јавното општинско гласило во кој е објавен референдумот, а се очекува да бидат доставени уште 2. На 20 септември инспекторатот изврши вонреден инспекцијски надзор во општините Кочани и Штип, а на 21 септември во Гевгелија, Кавадарци, Неготино и Велес. Уште 6 општини донеле одлука за референдум на локално ниво, а го известиле инспекторатот за објавување. Тоа се Битола, Прилеп, Парадовиш, Аеродром, Гази Баба и Охрид. А се очекува вакви известувања да достават и општините Карпош и Ѓорче Петров, рече Муслиу. Причина за незиното донесување, како што кажа, е член 22 од Законот за локална самоуправа, според кој никаде не е наведено дека општините имаат надлежност за мигрантите и за нивното населување во локалната самоуправа. Од наредната недела почнуваат политичките каравани да шетаат низ земјава. Се подготвуваат сите партии, коалиции и независни кандидати за кампањата, која за првиот круг завршува на 13 октомври. Инаку општините веќе се организирани за ждрепките за бесплатно лепење на политичките плакати. Ждрепката за бесплатно лепење на политички плакати во општина Штип ќе се одржи во понеделник, информираа на денешната пресконференција надлежните од општина Штип. Се известуваат сите политички партии и коалиции чии листи на кандидати за членови на Совет на општина Штип и кандидат за градоначелник на општина Штип се прифатени за локалните избори, што треба да се одржат на 15 октомври, дека жрепката за бесплатното истакнување на изборни плакати на територијата на општината ќе се одржи на 25 септември, значи во понеделник во 11 часот во сала 2 на општина Штип. Заинтересираните политички партии и коалиции треба да поднесат барање со полномошно издадено од организаторот на изборната кампања најдоцна до 25 септември, значи понеделник до 11 часот до архивата на општина Штип. Ристов истакна дека заинтересираните политички партии и коалиции треба да поднесат барање со полномошно издадено од организаторот на изборната кампања најдоцна до понеделник до 11 часот во архивата на општина Штип. Во недела во скоро сите општински изборни комисии, пак во источниот регион, е закажано подпишување на кодекс за фер и демократски избори од страна на кандидатите за градоначалници. Инаку политичката кампања за локалните избори почнува во понеделник од полноќ, а ќе се одржат на 15 октомври. Кампањата за првиот изборен круг завршува на 13 октомври во 24 часот. Избирачкиот список во кој се извршени сите промени, отпечатени во вид на изводи, ДИК го заклучува најдоцна до 24 септември. Со ждрепка на Државната изборна комисија беше утврден и редоследот во единствената листа на кандидати на гласачките ливчиња за престојните локални избори. Листи со кандидати за градоначалници и за советници имаат поднесено 19 партии и коалиции, а 64 се од групи избирачи. Денес на пресконференција ВМРО ДПМН уште еднаш ги презентираше проектите кои ги реализираше во текот на изминатите 4 години. Со соопштение им реплицираа од општинската организација на СДСМ. Во изминатите 4 години во Штип се реализираа проекти со кои значително се подобри животот на граѓаните. На магистралниот пат поставени се 130 светилки, асфалтот целосно обновен, а населбите Железничка, Балканска, Македонка и Чардаклија имаат поурбан лик. На денешната пресконференција, ВМРО ДПМН не изостави да ги спомени и останатите проекти: пешачката патека, реконструкцијата на градскиот стадион, како и новоизградената обиколница со мост преку река Брегалница. Одејќи кон населбата Сењак, минувајќи низ асфалтираните улици, во населбата Автокоманда ќе наидеме на неколку уредени паркови и спортски терени. Но ако пиеме кафе во центарот на градот, ќе се воодушевиме од изгледот на коритото на реката Отиња, кој од пасиште се претвори во урбанизиран и модерен водотек. Ако прошетаме кон Бриони, нема да ја пропуштиме зоолошката градина. Ако се рекреираме кон Новосело, ќе видиме стари конзервирани градби.
Контрареплика мускавично пристигна и од СДСМ. Во своето соопштение испратено до медиумите, тие посочуваат дека во изминатите 4 години ВМРО ДПМН не реализирал ниту еден капитален проект. Сведочиме изминативе 4 години само на шминка и тоа многу лоша. Локалната самоуправа не ја дислоцираше против пожарната. Ги изостави училиштата Ванчо Прке, прозорци, врати, фасади. Во Тоша Арсов ги заборавија замената и реконструкцијата на прозорите. Средното општинско училиште Колин Ехтенин за потребите на Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев не изградија кат. Локалната самоуправа за овие 4 години не научи да штеди. Нема ниту една штедлива светилка во училиштата. Каде се времените стамбени објекти? Локалната власт нема слух ниту за граѓаните. Тие реагираат дека се гушиме во смет, опколени сме со депонии. Општинската организација на СДСМ денес му упати црвен картон на штипскиот градоначалник Илчо Захариев, повикувајќи се на вчерашната кривична пријава што до обвинителството ја достави СВР Штип. Илчо Захариев ја искористил својата положба за нанесување на противправна имотна штета на општината, на товар на граѓаните на Штип спротивно од законските прописи. Граѓаните на Штип се ограбени за 1.567.619 денари. Останува прашањето, дали ова е почеток од разобличувањето на криминалното работење на Илчо Захариев? Уште колку пари од граѓаните се проневерени? Затоа, ова лице, кое се нарекува градоначалник, а не мисли ништо добро на градот и ги злоупотребува парите на граѓаните, треба да добие црвен картон и да замине за секогаш. Законот важи за сите. Лоша земјоделска година, земјоделците годинава не ги наполнија амбарите со жито. Преработувачката индустрија се соочи со недостиг на суровина. Лозијата останаа без грозје, медарите без мед, а според проценките годинава ќе потфрли и тутунот. Лоша земјоделска реколта. Земјоделците годината ќе ја запаметат по лошите временски услови кои не беа на нивна страна и намаленото производство. Амбарите на жетварите не се наполнија, житата потфрлија, а голем дел од нивите не се ниту ожнеја. Нема принос нема, тоа ти нема 20 кг до 50 кг под декар ондува. И лозаро-овоштарите ги проценија штетите од ниските температури и студот измрзнаа вишните, сливите и грозјето. Во прашање поради недостиг на суровина се доведува производството. Последици ќе бидат големи во иднина, значи ќе се намали во иднина најверојатно производството за големи проценти, што тоа па индиректно ќе влијае и на нас производителите кои што нема да имаме доволно сировина. Годината им го загорчи медот и на медарите. Кошниците останаа без мед, но и без пчели. По-лоша година за мед не е постојало. И не верувам дали ќе има таква година. Ути имаше возимо многу помор, а ројаци ваа година немаше, ниеден ројак нема. Тоа е катастрофа. Ниту прогнозите за тутунот не се добри. Поради сушата, тутунопроизводителите очекуваат послаба берба од лани. Слабо е тутунарите, слабо ваа година. Слабо е тутуните ваа година. Без вода нема тутун, слабо многу слабо тутунарите ваа година. Ич нема тутун. Очигледно е дека климатските промени го прават своето, а данокот го плаќаат земјоделците. Поплави, суши, екстремно високи температури, пролетни мразови се временските непогоди кои во последниве години земаат замав. Последиците од климатските промени ќе се одразат на производството на храна. Експертите порачаат дека се неопходни мерки за справување со негативните ефекти. Прво, поголема едукација на земјоделците и ориентирање кон сорти и култури кои ќе бидат поотпорни на климатските промени. Со слоганот "Споделувањето те движи" се одбележува Европската недела на мобилност. Денес на 22 септември општина Штип го одбележа денот без автомобили. Учениците од основните училишта велосипеди возеа низ патеката покрај Брегалница.
Одбележувањето на денот без автомобили општина Штип го поддржа со возење велосипеди долж патеката покрај Брегалница од Ново село кон камениот мост во населбата 8 ноември. Учесници и учениците од основните училишта. Штип има таа среќа да направивме одличен објект за релаксација и за рекреација. Направивме едно шеталище покрај Брегалница, една одлична патека каде може да ја користат и нашите велосипедисти и нашите пешаци. Таа е долга некаде околу 6 км, во двата правца 12 км, со тенденција да ја продолжиме од населбата Балканска до Долни Балван и да го поврзаме селото Таринци. Тоа значи дека ние во круг ќе добиеме некаде околу 20 км велосипедски патеки низ Чеполието и во нашиот град. Денеска е ден без автомобили и мислам дека Европа праќа силна порака и овие деца со велосипеди покажуваат дека автомобилот не треба секој пат да ни значи основно превозно средство. Целта на Европската недела на мобилност е да се развие диалог помеѓу сите засегнати страни од различни аспекти на движење, да се предлагаат нови иновативни сообраќајни решенија, нови технологии или мерки за планирање на урбаниот транспорт, со што ќе се намали употребата на автомобили и ќе се редуцираат емисиите на штетните гасови во воздухот. Денес, значи на 22 септември, со соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, го организиравме овој ден без возила. Но овој ден секаде во светот традиционално, па и кај нас би требало да се затворат дел од фреквентните улици во градот, меѓутоа, од оправдани причини не затворивме дел од улиците во централното градско подрачје, па затоа ја одбравме патеката за да го одбележиме овој ден. Учениците кои возеа велосипеди упатија силна порака дека со мудро одбирање на начинот на секојдневен транспорт го заштитуваме домашниот буџет, го подобруваме нашето здравје, а воедно и ја заштитуваме животната средина и го намалуваме загадувањето од транспортот. Патеката е убаво направена, посебно новата, старата и таа е добра, возим ја секој ден. Па не возам многу често, но убаво е кога се прави тоа. Добро е на патеката, бидејќи нема многу височини удорничи и добро е. Во рамки на Европската недела на мобилност, сите градови од 16 до 22 септември ги промовираат своите дотогаш реализирани проекти кои се однесуваат на одржливата мобилност и подобрувањата направени во патната и урбаната општинска инфраструктура, како новоизградени велосипедски и пешачки патеки, подобрување на јавниот превоз, новоизградени пешачки зони, организирање на јавни расправи, кампањи и работилници за подигнување на свеста кај младите за алтернативните и поеколошки начини на секојдневен превоз. Во недела стартува петото издание на детскиот театарски фестивал Малиот принц. На репертоар ќе бидат одиграни 6 театарски представи, а во центарот на градот ќе бидат организирани случувања со кои ќе се анимирана и младата публика. Фестивалот официјално ќе заврши на 28 септември. Со операта на шумските животни во изведба на македонската опера и балет, во недела во Штип ќе стартува единствениот детски театарски фестивал во државата Малиот принц. Фестивалот ќе трае до 26 ноември и според репертоарот треба да бидат одиграни 6 театарски представи. Следува Македонски народен театар во понеделник со Силен четвртокот Шанца, тоа е една доста позната представа. Потоа ни следува театар за деца и младинци со Гига Мегабајка. И последните 2 дена ги имаме Маша и нејзината волшебна приказна, според познатиот цртан филм Маша и Медо, тоа ќе биде театар Крик, и Јованче и Марика од театар Бабец од Битола. Покрај ова официјална програма имаме и неофицијална, нели така речено специјална или оф програма, во која што за прв пат, сега не сум сигурен во оваа информација, но кај нас ќе се одржи Карагјос театар, кој што е еден стар вид на театар на сенки, кој што ќе биде многу интересен за гледање. Се потрудивме оваа година озвучувањето да ни биде подобро, за да може секое дете, дури до последниот ред, да слушне се што ќе кажат актерите. Јас би ги замолила сите родители и деца кои што сакаат да ги посетат представите, било која од овие представи, затоа што сите се прекрасни, верувате, да си купат билети
пред представите, мислам не на денот на представата, затоа што верувајте ќе биде многу гужва. Ваквите фестивали се од огромна важност за понатамошниот развој на децата, бидејќи живееме во период кога технологијата, телефоните и компјутерите, како и социјалните мрежи се единствената алатка за меѓусебна комуникација, истакна селекторот на театарскиот фестивал. Фестивалот трга во еден таков пат. Не само да ги разоноди децата, не само да ги доведе во една ситуација која што ќе значи представување на театарска представа на еден тип на уметност, него и просветителска улога има. Таа просветителска улога овде се огледува во тоа дека децата без преку театарот, оне што би, како што би рекол Гоголь, преку нешто што најмногу може да му каже на светот, најмногу можат и да научат. Во рамки на фестивалот предвидено е да се одржат работилници, каде што најмладата публика, децата, ќе се запознаат со процесот театарска представа, а истовремено ќе бидат организирани литературни читања на дела од детски автори. За наредната година, посочуваат организаторите, се бара начин овој фестивал да добие и интернационален карактер. Буџетот за овогодинашното пето поред издание е 300.000 денари. Јазлеста кожа нема во Штипско. Болеста која 2 години поред ги преполови стадата со крупен добиток на истокот, ја сотре вакцинацијата која во овој реон успешно се спроведе. Болеста јазлеста кожа ја нема кај крупниот добиток во Штипско. Ова го тврдат од ветеринарната станица во Штип по анализите од теренот како во реонот се спроведе имунизацијата против болеста која се појави пред 2 години во стадата на сточарите, прво во Лакавичкиот дел, а потоа и во Карбинско. Навремено се набавија вакцините, навремено се истретираа сите животни и од тука оној бран за кој ние стравувавме дека ќе дојде до повторно појавување на болеста како резултат на наездата на инсектите, во дадениот момент сите единки беа заштитени, односно беа вакцинирани, третирани и за наша среќа и за среќа на државата да не се подвргнува под непотребни трошкови, единките беа заштитени и до овој момент немаме ниту еден случај регистриран на болеста јазлеста кожа. Овој период Штипската ветеринарна станица почна со земење на мостри од крв за анализа за испитување на болеста бруцелоза и туберкулоза кај говедата. Резултатите ќе се очекуваат по најмалку 3 месеци, кога се очекува и да заврши акцијата. Лани болеста била потврдена во 2 случаи во Штипско. Во Македонска каменица се реализираат инфраструктурни проекти согласно програмата за работа. Се очекува до крајот на градежната сезона да завршат. Во општина Македонска каменица, согласно програмата за работа на општината, се асфалтираат неколку улици во централното градско подрачје и во неколку села. Во централното градско подрачје работиме на улицата 4 јули, на која што пред определен временски период целосно беше завршено поставување на атмосферската канализација, водоводната мрежа и од овие причини, заради тоа што се работеше активно на оваа улица и беше значително руинирана, се определивме целосно да биде обновен асфалтскиот слој и да бидат поставени нови рабници, со тоа ќе биде ставено целосно и во функција и новата атмосферска канализација која што е поставена на овој дел од каменица. Митевски информира дека завршена и тендерската постапка за изградба на крак на улицата Осоговска, во близина на детското игралиште кој е изградено заедно со рудникот Саса. Во овој дел кој се наоѓа за стариот дом на рударите, има и 2 паркинг простори. Продолжение на овој проект ќе бидат изградба и на неколку краци во Моштица 1, како и еден локален пат во Дулица, кој што ќе ги поврзува Маалац од Цевци и Доганска Маала. Митевски истакна дека инфраструктурните проекти се планирани согласно програмата за работа на општината, а од буџетот ќе бидат реализирани 20 милиони денари. Со следниот прилог одиме на градскиот пазар во Штип. Ајварските пиперки денес граѓаните најмногу ги купува. На градскиот пазар во Штип денес раздвижено цел ден, голема побарувачка на продуктите потребни за подготовка на зимница. Ајварските пиперки се трошат. Голема потражна имаше од вчера до денес за ајварскиот и од 25 до 30 се движеше цената. Потражната е зголемена пипер, некој остана некупано пипер. А други цени на пиперот е цената
25 денари од кило, краставичката 25 денари. Инаку цените на градскиот пазар во Штип и овој петок останаа слични како и претходниот. Селеро китка само без главата е 20 денари, лукот е 250 денари кило, магадоносот 10, битвата 20 денари од килограм, модри име од 5 динара до 15 од парче. Броколот е 100 денари кило, јумброт е 250 денари кило, морково 40, празот 30 денари од килограм, од врзано, цвеклото е 30 денари килограм, целеро има 40, 50 и 60 од парче. Штипјани задоволни од тоа што е понудено на тезгите на градскиот пазар. Пиперкички, праскички, патлиџани. Цените како? Па добро, фала му на Бога. Добро се што зека иде, ќе бутаме. Пипер, патлиџанки купиме, краставици, па цените задоволителни. Со врзарнестите производи по пристапни цени. Граф и ориз секогаш се бара. 120 графчето со стотка, ориз за 60, патлиџано ни е 40 и 35, овошјето, бананата 50, лимоно 110, крушата 60. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. Фудбалските второлигаши од групата Исток утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од четвртото првенствено коло. Екипата на Брегалница ќе гостува на Каменица Саса, а во Струмица лидерот на табелата Беласица ќе се сретне со тимот на Осогово. Екипата на Брегалница по втор пат еднопотруго ќе гостува во рамките од првенството на втората македонска фудбалска лига Исток. Минатата сабота во Велес состои Драгоц се бод против тимот на Борец, а веќе утре сабота очекува нов предизвик во македонска Каменица. Интересно, во тимот на домаќините ќе се појават Иван Митров, Зоран Златковски, Ефтим Аксантиев и Емил Рунчевски, некогашни играчи на Брегалница кои кариерата ја продолжија во тимот на Каменица Саса. Главен судија на овој надпревар ќе биде Марија Младеновски, на кого ќе му помагаат Мервин Топојани, Дарко Видинич од Скопје и Игор Иванов од Велес како четврти судија. Делегат ќе биде Зоран Златановски од Куманово, а контролор ќе биде Марија Ристевски од Кичево. Еве ги комплетните двојки за ова четврто првенствено коло. Кожув Борец, Плачковица Хоризонт Турново, Тиквеш Победа Валандово, Каменица Саса Брегалница и Беласица Осогово. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота, 23 септември со почеток во 15 часот и 30 минути, освен средбата во Струмица кој ќе се одигра под светлоста на рефлекторите во 19 часот и 30 минути. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи. Пријатно!